Продолжуваме со серијата Македонија, земја на Божјата мајка или светот на Божјата мајка, со поднаслов дали навистина не знаеме кои сме. Во оваа емисија ќе се обидеме да расветлиме дел од древните македонски корени, поточно ќе зборуваме за етногенезата на древните македонци, се разбира и за врските меѓу древните и денешните македонци. Претходно да видиме што за ова зборува нашата званична историографија, внесена во образовниот систем. Пред мене е историјата на македонскиот народ, поточно првиот дел од тротомната историја во издание на Институтот за национална историја, на која што работеа 20 на научници, меѓу кои и 7 академици, тогашни или сегашни, па затоа слободно може да се смета како проект и на Македонската академија на науките и уметностите. Во неа ќе видиме на 1500 страници представена целокупната историја на македонскиот народ. Што се однесува до древноста, значи периодот денес наречен како антички, едва и се посветени 30 на страници. Разбирливо зашто е тоа така, тоа беше време кога Македонија беше во Југословенската федерација, време кога се форсираше словенството и југословенството на сметка на македонизмот. Затоа, за древните македонци нема да најдеме практично ништо, никакви конкретни податоци, сем не се знае, се мисли, се предпоставува. Што се однесува до етногенезата на древните македонци, ако се добро препрочита оваа историја, паѓа во очи дуализам. Во неја се форсираат две паралелни теории за нашата древна етногенеза. Првата е словенската, општо позната, внесена и во образовниот систем, која сите ние ја знаеме, според неја ние сме дојденци од задкарпатските мочуришта, дојденци на трапници на овие простори, додека втората, паралелно поставена со неа и диаметрално спротивна, тоа е древната или денес наречена античка, според која денешните македонци се директни потомци на древните македонци. Нивната култура, јазик, обичаи и култура се идентични со денешниве, се разбира со сите архаизми присутни за еден период од повеќе од 2 милениума. За првата теорија немаме многу докази за нашето наводно задкарпатско потекло. Во историјата не се нудат цврсти и конкретни докази. Во тој дел среќаваме, ако добро погледаме, голем број предпоставки, па и нашето потекло од Задкарпатите е само предпоставка. Па во историјата се вели дека ние се предпоставува дека потекнуваме од задкарпатските простори на просторот меѓу Днепар, Днестар и Карпатите. За вторава теорија, древната или античката, се нудат докази. Додуше посредно, меѓутоа од нив јасно и недвосмислено може да се заклучи кои биле древните македонци. Да предеме на конкретни искажувања, ќе се послужиме со оваа историја, ќе отвориме на страна 59. Што можеме да видиме? Ова е делот каде што зборува за доаѓањето на словените на Балканот. Во неја се вели, словените дошле на Балканот во 5 и 6 век. Првото спомнување на словенското име е релативно доцна во историските извори, дури во 5 век, но не под нивното народно име словени, туку под друго име, венети. Понатаму се вели, словените обстојувале и порано, меѓутоа под друго име. Први спомнување се кај Плиние, Тацит и Птоломеј Клавдий. Но и овие автори во првиот и вториот век ги споменуваат словените по друго име, венети. Што забележуваме веднаш овдека? Се поставува знак на равенство меѓу словени и венети. Словените и венетите се еден те исти народ. Поставено е знак на равенство. Се разбира, тука се нудат и докази, се повикува историчарот, односно историјата, на германскиот историчар
Јордан, или како го нарекуваат Јорданес, историчар од 6. век, кој во своето дело Германија децизно навел дека антите, словените и венетите се еден исти народ. Или со други зборови, антите и словените тој ги вклучува во групата на венети. Ова зборувам затоа што венетите се постар народ, без обзир што е тоа истиот. Овој дел од историјата на македонскиот народ ја пишуваше господинот Стјепан Анторјак. Вистински гениалец. Јас му честитам, благодарен сум за она што го направил. На само една страна, во неколку реда, напишал повеќе и кажал повеќе за етногенезата на древните македонци и воопшто за древните македонци, него целата наша историографија од 45 година наваму. Зашто се работи? Во времето кога беше ерес да се спомнат древните македонци и посебно се направи врска меѓу древните и денешните, тој го даде патоказот каде идните генерации македонци да си ги побараат своите корени. Тој укажа дека првите словени се венетите и на тоа застана, понатаму не зборуваше, тој воопшто скоро не ги спомнува, семе уште на едно или две места каде што децидно наведува дека венетите се практично предците на словените, дека е тоа исти народ и дека најмната постојбина е во Заткарпатието. За венетите на Балканот и пошироко во јужните предели на Медитеранот не станува ни збор. Се разбира и зашто е. Тоа е време кога постоеше Југославија, постоеше Голи Оток и беше ерес да се зборува за древните корени. Меѓутоа, тој, велам, уште еднаш ке потенцирам, и ми го покажа патот на идните генерации во едно поинакво време, во една поинаква констелација на односи, во друго време, кое што ние денес го имаме после осамостојувањето, да секој македонец сам може да си спознае своите корени, своите древни македонски венетски корени. Значи, нашите древни предци се венетите, во 6. век преименувани во Словенија. Значи, неговата најголема заслуга, што тој го стави знакот на равенство словени венети, бидејќи ова е програм, проект на Институтот за национална историја, кој е поддржан и од Македонската академија на науките, го сметаме за многу интересен, многу јак податок кој не води кон нашите корени. Кога дојде време на осамостојувањето на Македонија, 91 и посебно 92 година, кога почнаа да се преведуваат древните автори, секој македонец можеше сам, без ничија помош, да си ги осознае своите корени. Зашто се работи? Не постои древен автор кој што пишува за етногенезата на народите, а да не ги спомнал венетите на Балканот, Малоазijскиот брег или на Апенинскиот полуостров, па и пошироко на Медитеранот. Велам, не постои. Почнувајќи од Хомера и неговото дело Илијада, во кое што се споменуваат венетите, сите на тамошни автори од овој период, ќе набројам само неколку, да не одземеме многу време на гледачите, ги споменуваат. Ќе почнам со Херодот, таткото на историјата, кој во својата историја јасно и децидно кажа дека венетите се дел од Македонија, дел од македонскиот народ. Дел од нив подосна се селат во Мала Азија и таму се нарекуваат енети. Значи, децидно сведоштво имаме за постоењето на венетите во Македонија од Херодот, таткото на историјата. Нив ги спомнува Квинти Руф, ги спомнува Диодор од Сицилија, ги спомнува Виргилија, најголемиот римски поет во своето дело Енеида, посветен на Енеј, водачот на дарданците во Тројанската војна, кои исто така се венети. Ги спомнува Тит Ливи во своето дело од основањето на градот Рим. Тој во ова дело децидно тврди дека бегалците од Троја, после изгубената битка преку Македонија, односно од Македонија, бегаат со своите бродови, се истовараат на северот од Јадранското море, тогаш познато како Венецко или Венецки залив. Местото каде што се истовариле го нарекле Троја, бидејќи доаѓаат од земјата Троја, а најубавиот град што го изградиле го нарекле Венетија, денешната Венеција. Затоа што, како што вели самиот Тит Ливи, тие биле
венети. Што забележуваме? Македонците се венети, според Херодота, дарданците се венети, тројанците се венети. Индиректно може да заклучиме дека се тоа и пајонците и трибалите. Од историските извори, кои ќе зборуваме за комеморативните епови, тоа поподробно ќе го разјасниме. Зашто е тоа така? Венетите ги спомнува и Гај Јулије Цезар, најголемиот римски император. Никој не може да каже дека овој човек не ги познавал приликите по својата земја на Балканот и на Медитеранот. Тој е познат и како сопруг на најголемата македонка, египетската кралица Клеопатра VII Македонката. Според тоа, тој крстарел низ целиот Медитеран ги знаел приликите. Напишел едно дело кое се вика За галските војни, во кое што децидно тврди: венетите се најголемите морепловци. Ги држат сите мориња и наплаќаат такси од околните народи. Пловат дури до британските острови, но лоша особина им е тоа што ги бунтуваат околните народи да не плаќаат такси на императорот. Многу интересен податок. Го земав од книгата на рускиот академик Павел Тулаев, насловена Венети. Од ова можеме јасно да заклучиме кој е мнозинскиот народ на овие простори од југот на Европа. Тоа се венетите. Да погледаме и некои топоними и хидроними што ги оставија нашите древни предци венетите. Северниот дел од Италија се нарекува Венето, токму поради Венете го објаснив, поради оние што дојдоа од Троја, го изградија градот Венетија и го именува Јадранското море како Венецко море или Венецки залив. За потврда на тоа, ќе се послужам и со една збирка на древни мапи од Илија Петрушевски. Мапите инаку се наоѓаат во Универзитетската библиотека во Скопје. Ова се разни карти од разни периоди, да не ги замараме гледачите. Еве ќе посочиме едно од нив, на кој се гледа Венецки залив. Така е представен Јадранот. Ево уште една карта. Може да се зумира. Ја гледам и на оваа карта. Повеќе од десетини мапи се во оваа збирка на која е прикажано Јадранското море како Венецко или Венецки залив. Не се само на Балканот венетите. Во финскиот јазик Русија е наречена Вение, затоа што таму живеат венети. Во естонскиот Русија е наречена Венелаинен, што укажува на истиот етимолошки корен на народот кој што живее таму. Доказ за ова се и лужичките срби, кои што живеат на територијата на денешна Германија и се потомци на древните срби од генот на венетите. Интересно е што германците нив ги нарекуваат винди, а нивниот јазик виндиш. Што гледаме, што можеме да забележиме од ова? Од Крит до Балтик живее еден народ. Така е според пишаните избори. Според Библијата, исто така ќе забележиме дека од овие простори до Балканот живее еден народ. Во првата библиска книга македонците се наречени Кити, нивната земја Китим. Во Малаја Азија имаме Хити, од Црно море до Балтик Скити. Што забележуваме? На иста етимологија. Кити, Хити, Скити. Од овде до Балтик еден народ. Ништо не е поинаква ситуацијата и денеска. Со тоа што денес од овде до Балтикот живеат Словени. Дали се работи за истиот народ? Тоа ќе видиме од наредното излагање. Сакам овде јавно да прашам. Кој овде наметнува и во чие име и во чија полза поимот антиквизација? Кој и во чие име овде прави нови поделби меѓу антички и словенски македонци? И третото прашање, ќе ги прогласили некои сите овие древни автори кои ги споменуваат венетите како жители на Балканскиот полуостров и пошироко на Медитеранот за недоветени?
како што некои наши учени го прогласе Ѓорѓе Пулевци и многу други македонски дејци, само заради тоа што себе си се сметаа за потомци на древните македонци. Значи, да предеме на главното прашање, што се случи во 6. век? Едноставно, ништо значајно. Гледаме дека исчезна една цивилизација, венецка цивилизација, која се простираше од Балканот, односно од Крит до Балтик, а во исто време, на истите простори, во тој 6. век се појавува една нова популација словенска, наречена Словени, повторно од Крит до Балтик. Че во исто време исчезнат венетите, се појавуваат словените. Тука се наметнуваат две прашања. Сакам јавно да прашам. Каде исчезна венетите? Не се познати во историските извори, бар не се спомнати, бар нема децидни искажувања за поголеми погроми, за етнички чистења, нема податоци за катаклизми, а венетите исчезнаа. И второто прашање, од каде се појавија словените? Зашто ова го велам? Нашата историографија и нашиот образовен систем не учеше дека ние сме дојденци од Заткарпатите. Но каде дојдоа словените, од каде дојдоа словените во Заткарпатието? Од историјата на Русија, Чешка, Полска, Украина, Белорусија, гледаме дека словените и таму се појавиле во 6. век. И таму ги нема пред 6. век. Популација од Крит до Балтик е приближно популација од 100 милиони народ. Нити може да исчезне во едно столетие, нити може да се појави. За таква една популација потребни се неколку илјади години да би се создала и да се оформила, да се населила и да ги настанила тие огромни пространства. Затоа оние кои што тврдат дека ние сме нешто потекло од Заткарпатието, треба доста да се изнамачат за да одговорат на овие прашања. Што тогаш се случи? Треба да се послужиме со логиката. Не можеме да негираме дека има доаѓање на одредени словенски маси во 6. век. Меѓутоа, тие се толку минорни да не можат да придонесат заменување на етничката карта. Освен тоа, тоа се народи истородни со домородното население на Балканот. Па затоа Константин Порфирогенит ќе каже дека дојдоа се распослаа кај свој на свој. Па точно, дојдоа кај своите. Затоа треба да знаеме дека е време 6. век, време кога Византија ги повлече своите граници на Дунав, па она население што остана од таа страна на Дунав остана незаштитено од надлетите на татаро-монголите, аварите и така натака. Тоа население, бидејќи беше постојано на удар од овие плячкашки племиња, се префрли преку Дунав, си дојде кај своите, затоа империјата широкоградо им ги отвори вратите и ги прими. Основниот логичен одговор, кој за мене би бил јасен и за малолетник е дека во 6. век имаме само едно преименување. Народот, кој што до 6. век се нарекуваше Венети, во 6. век е преименуван во Словени. Никаков друг логичен заклучок не може да се наметне. Очигледно некој сакаше да ги преименува македонците. Тоа е процес кој што трае од потпаѓањето на Македонската империја под римска власт, од 168 година пред Христа, а гледаме актуелно и денес. И денес некој сака да не применува, и некој сака да ни го смени името, да ни го смени јазикот, да ни го смени идентитетот. Значи, тоа е процес долготраен, кој што трае. Го форсираат грците, тие ја форсираат теоријата, ние сме словени, дојденци од Заткарпатите и немаме никаква врска со древните македонци, за да можат тие потоа да ја пристојат древната македонска историја. Се разбира, во ова голема помош им пружаат и домашните измекери. Без нив очигледно не ќе можат да извршат ова валкана работа. Што гледаме? Некогаш словените се нарекуваа македонци, а денес треба македонците да ги именуваме како словени. Еден од повеќето апсурди кои што ќе ги видиме во овој серијал. Дека е така, ќе се послужиме
со Вебстер енциклопедијата, издание, молам режијата да го пушти телепот, Вебстер енциклопедијата, издадена во Торонто, Канада, од Томас Ален и неговите синови, изданието од 7 преработено од 1972 година, во која што се прикажани индоевропските јазици. Еден од тие 6 индоевропски јазици, основни индоевропски јазици, е и македонскиот. Би замолил да се пушти и вториот телоп, само делот кај што се зборува за македонскиот јазик, во кој што се гледа дека во антиката, така е наведено во оваа книга, од словенските јазици имаме само македонски. Во средниот век само македонски, а во модерно време од овој македонски јазик се развиваат практично сите словенски јазици. Пак како јужни се наведат македонскиот, бугарскиот, српскиот, хрватскиот, словенскиот. Од источните украинскиот, рускиот, белорускиот, а од западните полскиот, чешкиот, словачкиот, виндиш, значи венецкиот јазик и полабискиот. Еве потврда за тоа дека некој, словените некој се нарекува македонци, сека од нас се бара да се применуваме од македонци во Словенија. Како идеше овој процес на применување? Римјаните не нарекуваа склави. На овој начин тие сакаат да не понижат, сакаат да не обезличат, да не представат како робски народ, бидејќи тоа значи робови или робски народ. Меѓутоа ние ги преведовме суви преку вода, па се нарекувавме слави или словени. Значи славени или словени. Во некој подржја се употребува терминот словени, во кај некои народи поимославени. Не е грешка ниту едниот, нити другиот. Јас би молел режијата да го пушти, да пушти графиката словени, да се обидеме со помош на денешниот македонски јазик да го разложиме, да разложиме оваа имека, што ќе добиеме. Првите 3 букви од слонце, значи сло, првите 3 букви од слонце, и вен, првите 3 букви од венети. Или со други зборови, поклоници на сонцето од генот на венетите. Па токму тоа, сите венети, како и денес сите словени, основен символ им е сонцето. Сосем разбирливо на нашиот денешен македонски јазик. Се разбира на другите јазици денес познати како словенски. Исто и со поимот славени. Ако го разложиме, да поиме првите 3 букви од славени, се мисли на славен народ, и вен, венети. Значи, славен или славени, во буквален превод, значи народ која пронесе славата на писмото, на науката, уметноста, митологијата, христијанството и уште многу други работи за кои што ќе зборуваме во понатамошните емисии. И овде видовме дека нашиот јазик ни помага да си ги разбереме нештата од најдревното минато па до денес. Постојат и други докази кои што укажуваат на единството, на идентичноста на древните и денешните македонци. Јас во оваа прилика ќе се обидам да прикажам една етруска фреска. Мислам дека за прв пат ќе ја видат гледачите во Македонија. Нека ми опрости некој ако во оваа работа сум направил некој превид. Според мој сознание, барем јас досега не сум видел да презентира оваа фреска. Земена од книгата на Светислав Билбија, Стариот европски јазик и писмо на етрусците. Во неја наведени каталошкиот зборој под кој се наоѓа во римските музеи. Би молел режијата да пушти оваа фреска, да го пушти телопот со оваа фреска. Што на неј се забележуваме? Го гледаме во левиот агол троглавиот бог Перун,
за кој што не учеа дека е врховен бог на словените, кој што тие го донеле во 6. век при своето доаѓање од Заткарпатието. Меѓутоа 6. век од новата ера и 6. век од старата ера не е едно те исто. Гледаме дека таа популација, но по друго име присутна на јужните делови, на Медитеранот, тука, на Балканот, во Малазискиот брег, многу поодамна. Тоа се древните венети. И писмото што го заблежуваме на оваа фреска, во овој случај етруското, е идентично со она што е најдено во Говорливо Скопско и со она што е најдено во Винча кај Белград. Се надевам светската наука, светските научници ќе најдат доблес да го признаат како најстаро писмо, бидејќи датирано негде 8000 години наназад, значи 6000 години пред Христа. За врската меѓу древните и денешните македонци ќе се послужиме и со генетиката. На Балканот се правени во неколку наврати генетски истражувања. Пред се би ги спомнал истражувањата на научниците од Мадридскиот универзитет, водечки генетичари во светот, кои што своите сознанија ги печатат во едно специализирано стручно списание во Данска. 2001 година тие констатираат дека древните македонци, односно денешните македонци, имаат врски со древните македонци. Гените покажуваат нераскинлива врска. Генетиката е наука неумолива. Таа точно кажува кој народ од каде потекнува. Децидно ја потврдија древноста на македонскиот народ. Истите истражувања правеа и швајцарските генетичари. И тие дојдоа до исти резултати. И тие констатираа огромен број од популацијата на Балканот, од Македонија, се потомци на древните македонци. Истражување правеа и британските генетичари. И тие дојдоа до исти резултати. И ова е потврда за нераскинливите врски меѓу древните и денешните македонци. На крајот, како доказ за нашето потекло и за врските меѓу денешните и древните македонци, ќе споменам книгата Чудесата на Свети Димитрија Солунски. Автор е митрополитот Јован Солунски, во еден дел, подоцна продолжуваат да работат и други автори. Таа е, значи, од почетокот на 7. век. Оваа книга цел век ја барам и не успеав да најдам во Македонија. Ми ја пратија моите пријатели од Србија. Поточно, наши скопјани овде има добиено од Србија. И знаејќи дека се интересирам за древните македонски корени, ми возможија да дојдам до нејзе и да спознам некои работи. Чудата на Свети Димитрија сите ние ги учиме уште од основно училиште, како главен извор за наше доаѓање од Заткарпатите. Меѓутоа, што паѓа во очи? До ден денеска никој не ја видел. Ако е ова главниот доказ за наше доаѓање од Заткарпатите, се прашувам зашто не е воведена како основна литература во основните, во средните училишта. Треба секој македонец да ја има. А не само што ја нема, не само што никој не ја видел, ја нема во ниедна библиотека. Со други зборови, можам да заклучам дека премолчано е повлечена. Зашто е тоа? Ми стана јасно кога ја прочитав. Наместо доказ за наше заткарпатско потекло, таа нуди доказ за востанија, за немири, за бунтување на македонскиот народ во 5., 6., 7. век, и е доказ за обидите на македонскиот народ да си осамостои и да си формира своја сопствена држава. Исто како и во историјата на македонскиот народ, и овде ќе забележиме дека нема тврдења децидни за наводно доаѓање од Заткарпатите. Туку на 3 наврата, на 3 места, и во првиот и во вториот дел, ние забележуваме дека се зборува за кревање
па ќе прочитате, се крена големиот род на словените и преку ноќ се најде пред зидините на Солун. Па кој може да се крене? Може да се крене само тој што е тука. Во неја ќе прочитаме дека императорот даде наредба да се уапси водачот на словените. Внимавајте, водач на 100.000 војска да биде уапсен од шефот на полицијата во Солун. Нечуено. Втора работа. Таму ќе прочитаме дека солунчаните ги отворија вратите на Солун и ги пуштија варварите, селаните да влезат. Па вели, бањите во Солун се наполнија. Па имаме еден податок дека видните солунчани го криеја водачот на словените. Вакви податоци има многу. Еве затоа оваа книга не е достапна на ниеден ученик, на ниеден студент, ја нема во ниедна библиотека. Да резимираме. Со ова моје излагање денес се надевам ги уверивме гледачите на телевизија Сонце за древноста на македонскиот народ, за етногенезата на древните македонци и за врските на древните и денешните.